Добро вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, а вие следите емисијата Заспи ако можеш, последната за оваа работна недела во која што се случуваат и тоа како интересни настани пред сцена нашата политичка сцена, а богами и надвор. Кога сме кај политичката сцена, само да кажам, очигледно е дека опозицијата баш и нема некој кој знае каков интерес да влегува во кавги, па изгледа дека мораше власта да пронајде начин па малку сами со себе да се подкараат, се разбира, овде асоцирам на судирот во наводници меѓу министерот за правда Филков и пратеникот и подпредседател на собранието господин Антонио Милошевски, меѓутоа, како што рече премиерот, очигледно и двајцата имале лош ден и дека се надејаме дека тоа на овај ќе заврши. Како и да е, интересни работи, велам, се случуваат. Советот на јавни обвинители застана против владата, односно се спротивстави на решението за разрешување на јавниот обвинител Коцески, па ќе видиме и тамо како ќе се одвиваат настаните понатаму. Но ние се враќаме овој пат на она што се случуваше во Кочене, на онаа страшна трагедија која што ќе не прогонува сите, веројатно уште долго време. Една од првите клиники која што го прими ударот, условно кажано, од оваа трагедија беше клиниката за пластична и реконструктивна хирургија, многу важна за целото случување, многу важна и инако, и затоа реши вечерва да ја поканам директорката на оваа клиника да позберуваме малку за она што се случуваше во оние критични денови, малку за она што се случува сега во моментот и понатаму, а верам ќе имаме време да поразговараме и на некои други теми поврзани со реконструктивната како се вика тоа клиника и нивните можности во тој дел. Значи зборувам со доктор Јасминка Ѓорѓиевска-Павловска. Добра вечер. Добра вечер, Драган. Докторке, веднаш да преминеме на главното. Вечерта кога се случи трагедијата во Кочани, таа беше 2:30 по полноќ од прилика. Вие бевте, како што реков, на први на удар, затоа што првите пациенти со изгореници влегоа кај вас некаде околу 4 часот наутро. Да, првиот мене повикот ми стигна некаде околу 10 до 4 сабајлето и беше, значи, доаѓајте на работа, има запалено диско. Значи, не дури да се мислам сепак тие се рани утрински часови кои што човек уште не е свесен што точно. Значи, се јавив веднаш на докторката која што ми беше дежурна, она веќе го примаше првиот пациент, за кажам веќе за 5 минути 10 после јавувањето. Набрзо за многу кратко време, за 50 минути јас стигнав на работа, сега тоа не ни броевме и веќе немаше саат, значи тука влеговме и почнавме да работиме сите. Да не кажам за 45 минути околу 70% од вработените беа на работа. Ради тоа што не знаевме колкав е обемот, не знаевме ни колку пациенти, ни колку треба да се згрижи, колку ќе има што треба да ги примаме преку ургентниот центар, пошто сите тие доаѓаа преку ургентниот. Во каква состојба ќе бидат, само имаше аларм. Доаѓаат пациенти и вие треба да се снајдете. Да, баш така доаѓа. Морам да прашам, колку време бевте нон-стоп на работа тие денови? Одевте ли воопшто дома? Па првите 48 сати, можам да кажам, само имаше една дремка толку. Една дремка. Ради тоа што кратка. Операциони сали, постојано во соби со повредените? Да, значи интересно беше што никој не гледаше саатот, само видовме дека кога првиот налет на пациенти заврши, тоа беше после 4-5 сати од кога бевме стигнати, видовме дека е дење. Само толку, никој не знаеше ни колку е саат, никој не гледаше на саат. Значи тоа е момент кога сите работевме и сложно работевме и сите си ја знае работата. Сите знае кој каде што треба да застане. Таква организираност имаше што немаше потреба на некој да му се каже. Значи доаѓа пациент, како што едниот го завршува, така оди на другиот. Немаше стоп, немаше застој, немаше плеткање, немаше на вистина можам да кажам дека имаше и некоја супер сила у сите нас која што
можеше ова да го издржи и да го помине. Морам да признам, сите се согласуваат, веројатно и затоа и луѓето кога поминуваат покрај болниците знаат да аплодираат и така натаму, дека нашиот здравствен систем, ова се го кажал неколку пати, ќе го повторам уште 100 пати, наистина го положи испитот, за жал. Во вакви околности би требало да го положува секогаш, меѓутоа таа експедитивност, таа сплотеност, и се разбира хуманиот момент, која што сите доктори и медицински сестри и воопшто медицинскиот персонал го вложија за македонски стандарди и рамки за препастувачки, меѓутоа покажавме дека кога ќе дојде да гори, можеме навистина сите да бидеме на нивото на задачата. Што е се секва чест. За поздравување на сите нас, мислам прво почнувајќи од докторите, медицинскиот исто и немедицинскиот персонал, пошто тука бевме сите. Не може еден доктор без сестра, без болничар, без еве и хигиеничар, ради тоа што за некои такви повреди потребни и чисти услови после тоа. Не е само да се прими пациентот, значи треба да се даде и соодветната нега. Тука беа и анестезиолозите кои што ја дадоа максималната поддршка. Без нив апсолутно тоа е клучно. Тоа е тимска работа, значи хирургијата е тимска работа. Не е само еден, јас и само јас. Ние сите мора да работиме сложно и сите работиме сложно за да можеме да ги имаме тие успеси и тие добри резултати на крај на, без разлика кој да е, дали е хируршка интервенција или во овој момент беше, да кажам, оваа трагедија која што, како што рековте, ќе не следи преку целиот живот, ради тоа што можеби кај некој и побрзо би поминала таа тага, но сепак е тага на целиот македонски народ. Апсолутно. Вие како доктори генерално ќе кажам, веројатно професионално сте оперирани во наводници од она што вообичаено човек би го шокирало, бидејќи постојано имате работа со повреди, постојано имате работа со болести и така натаму, значи вас не може да ве на вообичаен начин да ве вознебеди кога ќе видите изгорено тело, лице, меѓутоа овдека претпоставувам кога ќе го добиете толку масовно и вас ви создало одреден вид на стрес. Или грешам? Па стрес, како стрес сите го имавме и тоа уствари ние го согледавме тек после од кога заврши, да кажам, тој акутен момент. Никој не гледаше за себе, сите гледавме за децата кои што доаѓаа, за повредените кои што доаѓаа. Дежурните останаа уште наредните 24 сати за да можеби повеќе. Не знаеме, никој не знае кој колку бил на работа точно. Па добро, сигурно во тој момент не броеле луѓето часови за дневница, сега на памет зборам. Значи никој не дојде за да и никој не праша дали ќе бидам платен. Значи сите дојдоа за да сработат за тоа што дошле. Беше што како да кажам, најхуманиот дел беше што сите бевме 70-80% екипирани у најраните утрински часови. Сите работевме сложно и сите направивме максимум од нас за да може да го добиеме тоа што треба. Што рековте вие, ние сме оперирани. Не сме оперирани, ние имаме емоции. И ние имаме срце и душа и све. Него у тие моменти треба да си свесен дека треба да дадеш максималното свое знаење, искуство у такви услови, за да може да бидат и исходите понатаму позитивни. И мислам дека сите, како што рековте, го положивме тој тест за тимска работа, најважно за заедничка работа. Почнувајќи од Кочани, Штип, па до Скопје. Да. Господинот Сашо Клековски, директорот на ФЗОМ, објасни дека кај нас во принцип не е возможно, не само кај нас, туку и генерално во повеќето европски земји да се примат масовно луѓе во толкав обем со изгореници. Некој најдоа за сходно да кажат сме имале само 2 кревета, па и тие не биле функционални, односно тој, како се вика, одсек за изгореници не функционирал, меѓутоа кога ќе се објасни вака дека генерално во Европа така функционираат работите, тоа дава некоја логика зошто веднаш била донесена одлука најсериозните случаи да се испратат во странство, не затоа што ние немаме експерти на ниво кои што можат да ги изгрижат, туку затоа што условите во одредени земји се поквалитетни. Првично мислам дека таа одлука за поздравување што заеднички ја донесовме сите како тим на лекари, пошто наеднаш имаше голема наплив на повредени и многу брзо
беа зависни од респиратор. И тука беше моментот што уште колку доаѓаат, уште колку ќе дојдат. Значи 2, 3, 5 и 10 да сме ги имале. Ние не сме можеле тие 170 да ги згрижиме. Колку што дојдоа. Најголемиот центар во Европа е во Прага, кој што има 51 или 52 кревети, точно. Најголемиот во Европа, тоа во е тоа. Европа, значи најголемиот кој што може да згрижи најголем број на изгореници е 50. Кај сме ние како Македонија, за 2, 3, 5 души може би ги згрижиле, би им дале максимални услови за лекување на тие на ваквиот вид на повреди. Но потенцијалот е тој. Толку. И мислам дека тоа испраќањето на, пошто се сите тие млади деца во околните да кажам градови и земји каде што и првите ги испративме беа во Грција, Бугарија, во Србија и во Турција. Значи, они беа тие првите кои што одговорија позитивно дека ќе ги примат тие деца, за да можем да им се даде веднаш соодветната помош. Значи, не е само ние да ги собираме и да кажеме да, ние можеме, не дека не. И ние лекуваме опекотини. Пошто, али тоа се 1-2 наеднаш. Не се 135 беа со опекотини, другите беа со, мислам, инхалаторни. 135 се со опекотини. Со опекотини од, да не кажам, од прв, втор степен до трет степен. Мора да ми објасните чисто заради публиката. Прв, втор, трет степен, најтежок е четврти степен, така? Четврти степен е најтежок. Значи, тоа е карбонификација, тоа е кога деловите се изгорени и нема што понатаму. Нема што понатаму. Значи, нема услови за да заживеат, како да го објаснам. Меѓутоа ние имаме од прв, втори, трет степен, така, чисто... Максимално беше трет степен на одредени делови, кај некои. Тоа е кога е, да кажеме, изгорен скоро целиот дермис. Целата кожа. Да, во целата своја дебелина. И тука, например, треба малце подолго време за зараснување на тие опекотини. Ако се пообсежни, значи поголем процент, се пресадува и кожа, како што веќе неколку гледам повеќе зборат за пресадување на кожа. Значи, све зависи од тоа колкав е процентот на изгореницата на тоа одредено место. Кај децава, кај пациентиве кои што доаѓаа кај нас, значи изгоретините беа на глава, на лице, на уши и на раце. Затоа што одгоре доаѓало, ти се бранеле, јасно, да. Не знам, значи искрено не знам дали е оган како оган, пошто ако бил оган, они ќе биле запалени и нивните алишта. Да. Пошто првично кога рекоа дека гори диско, значи тоа беше, ние гледаме обсежни опекотини, значи не само 10 до 20%, него 60-70 и повеќе. Е така, да. Тука малце разликата беше во тоа што опекотините беа на голите делови на тело, не на облечените. Како се објаснува тоа? Значи нешто имало кое што дали оганот што било до згора, па како пламен доаѓало во контакт само со деловите кои што били изложени. Значи среќа во несреќа што не се запалиле облеката. Облеката не била, да, што не била и не се запалила со тоа што тие покриените делови им се чисти без никакви без опекотини, без ова. И најголемите опекотини беа не повеќе од 20-25% од површината на телото. Сепак имаше тие, како што рековме, првиот степен е кога имаме изгоретина од сонце. Значи, изгоретина од сонце, али како црвенило што се јавува. Тој е тој првиот степен, кој што до 7 дена веќе до 10 заздравува. Имаме од втор степен изгореници, тие се по површен, кој што некаде до кај 14 ден веќе заздравува, и малце подлабоки, кои што може би им треба до кај 20 ден, 20-25 дена, се индивидуално. Секој организам е различен за себе. Како заздравува, како реагира на зараснувањето на рани. И третиот степен е каде што треба малце попролонгирано време, во зависност од тоа, како што рековме, колкаво е, дали е помала или поголема степенот на опекотината, и се решаваме дали ќе одат само со преврски, па понатаму ќе се прави трансплантација на кожа, или ако е веќе
поголема површина на исто место, значи тогаш одиме директно со трансплантација на кожа. Веќе е направена кај некој од пациентите трансплантација, бидејќи јас навистина тоа го читав. Да, има во градска болница, они веќе имат неколку направено. Со трансплантација кај нас но тоа е истата кожа од собственото тело, така чисто. Да, автологна трансплантација. Не е трансплантација. возможно вие да изземете од друг човек кожа, бидејќи нема да го прими, претпоставувам. Ако имаме кадаверична може да биде, да, само што ние немаме се уште кај нас кожна банка за кожа. Тоа е во поголемиот, значи по европските земји, да ни беше и понудено тоа, доколку не имаме потреба, но тоа се прави кај тие поопсежните изгоретини. Да кажам, поголема површина на телото каде што нема од кај да кажеме 60-70%, ако ние и уште плюс имаме кожа, значи ние они ќе бидат со многу повеќе оголена кожа, значи без некоја заштита овакво. Кадаверично, дали е тоа што го мислам? Па изгледа. Да, бидејќи кадавер според моите знања од починати лица. Да, каде што од не е почина, значи првично се земаат кај што е трансплантацијата, нели веќе кај нас е легализирана донорска трансплантација. Чисто како информација, да. Значи има хепар, знам бубрези се трансплантирани, срце мислам дека имаше. Не знам дека и со кожата е тоа возможно, да. Значи последна е кожата која што се зема и може да биде исто кадаверична. Да. Кажете ми, во поголемите центри, се извинете, прекинав, во поголемите центри тоа го имаат, значи имаат банка на кожа, каде што кај што се имаме толку опсежни опекотини каде што нема друг начин за тоа да се значи тие отворени рани да се затворат, тогаш одат со таа кадаверична трансплантација. Добро, но за среќа немаме таква ситуација за среќа, во моментов немаме и среќа што тие деца се сепак има со потешки опекотини, но тие се уште се немат вратено кај нас. Значи првично кога иако некои се враќаат, нели? Веќе се враќаат. Значи веќе се враќаат и доста од нив ги приврзуваме, си доаѓаат, значи амбулантски и се, да кажам, одлично заздравуваат раните. Ова е многу важно прашање дека заздравуваат. Одлично им ги поздравувам сите нив, сите наши пациенти кои што не си знаат, значи што се послушни. До сега не сме имале некој да не дојде на контролата закажана или не дојде на преврска која што е закажана. И јас сум горда на тоа, ради тоа што сепак и они почитуваат тоа што и ние како лекари ќе го кажеме. Ако разбирам добро, ова лекување и заздравување има 3 етапи. Првата етапа е нели оваа круцијалната, каде што мора веднаш да се интервенира со операција, со пресадување на кожи и така натаму. Втората е ова што велите, што сега се случува, преварски проверки и така натаму, меѓутоа велат дека кај некои пациенти тој процес ќе трае долго време. И дека тука е нешто друго важно, имено тоа е една максимална дисциплина. Да. При како се вика тоа, при прифаќање на предлозите, односно, ајде да не речам наредбите што ги даваат докторите, како треба да функционирате со таква кожа, без разлика што поминало доста време. Значи, советите ние им ги даваме и имавме и доста донации кои што ни донираа, доста фирми донираа и медицинска козметика, медицински креми кои што ние им ги даваме и за дома, за да ја негуваат кожата, барем во овие први. Затоа што кажа сега ќе биде екстремно чувствителна, така тоа е. Пошто таа е нежна кожа. Значи таа ќе биде екстремно чувствителна на UV зраци. Значи таа е најлесна на сонце. Најлесно може да изгори и најлесно пигментира. Тука ќе треба максимална нега и грижа. Значи тоа им го кажуваме и на нив, не дека само лицето. Тука се и рацете кои што дури се советуваат, сите ги советуваме да земат памучни ракавици, кои што ќе треба да ги носат, да не кажам и дома. Понатаму, пошто барем оваа првата година, дури не... Една година цела? Минимум една година. Значи, сепак ќе треба тие да доаѓаат на контроли и тоа трпението заедничко да биде, и наше и нивно. Не од степенот на длабочината на опекотината, него од степенот на, значи се гледа како зараснува таа рана, како созрева таа лузна, значи секаде индивидуално. Секој човек е индивидуа за себе, значи кај некој може за многу побрзо време тие лузни да не се ни видливи. А кај некој, например, што е супер, кај некој треба малце подолго време
И со следење на нашите препораки кои што им ги даваме, значи ние не наредуваме, не може да наредиме, не сепак на некој начин и така доаѓа ради тоа што ние со секој нивно доаѓа и ние повторуваме све и како они треба да постапуваат и дома. И важно од ова не е само лузните, него и физикалната терапија, која што сега тек ќе следи у поголем обем, пошто тие што се со поголеми изгоретини, значи имаат поголеми преврски, не може целосно да ги отвараат, затвараат рацете. Значи кај нив ќе следи и понатамошна за раздвижување. Како се намалува преврската, така они ќе треба се повеќе и повеќе да ги раздвижуваат прстите, односно да ги вратат во нормалните движења кои што и функција што има шаката. Сега да имам едно тривијално прашање, иако во принцип не е тривијално. Има деца, млади луѓе со изгореници на лицето. И девојки, претпоставувам, и машки. За секој, особено за девојките, е проблем ако им останат лузни кои што, нели, нема да сакаат да се идентификуваат со нив. Можно е тие лузни да се не да се избришат, меѓутоа во најголема мера да се средат. Се искоригира. Значи има многу методи, многу, сега да кажам, новитети во естетскиот дел од Затоа и ве прашувам. Од естетската медицина, кои што скоро ние и све применуваме и кај нас. Сега за сега сите што ги имаме пациенти имаат и опекотини на лице, но зараснуваат добро. И мислам дека сите од нив до сега што ги имаме кај нас, што поминале, нема да имаат некои големи лузни кои што би биле видливи, доколку ги следат нашите препораки. Затоа што тоа се прашања кои што ќе ги следат во животот ако останат. Нема, едноставно луѓето тешко прифаќаат промени. Така е, промени на лошо, да, апсолутно. Промени на лошо. Па ова не значи не е ни на лошо ради тоа што искрено све што гледаме до сега све зараснува во најдобар ред. Дали немаат направено никаква компликација, барем тие што не се кај нас на клиника, заздравуваат како по книга, да кажам, баш како што си се следи како треба да зараснуваат, нели, опекотините од прв, втор степен и еве трет степен, ги превиваме во најстерилни услови, значи ги превиваме во посебна соба, кај што е стерилна, чиста, кај што има потреба и во операциони сали, во стерилна операциона сала, ги превиваме, за да може да намалиме степенот на инфекции. Значи пошто кожата е најголемиот орган, знаеме на човековото тело. Она не штити од сите тие надворешни влијанија и од бактериите, и од вируси, и од све. Доколку ние ја немаме, ние ќе имаме, нема да издржиме премногу. Сега, колку е помала опекотината, толку е полесно, помал степенот, толку е полесно да се заштитиме од тие инфекции. Колку е поголем, толку сме повеќе изложени на тие инфекции. Зборувате за стерилноста и ова е многу важно прашање, затоа што во нашиот вокабулар на социјалните мрежи, а и за жал мислам дека има и вистина, често пати се случува луѓе да велат отиде здрав во болница, па се врати со сепса, не дај Боже, се врати со бактерии, со инфекции и така натаму. Ова со кожата па е екстремно важно. Реалноста на теренот кажува дека таа стерилизација, тој степен на чистота, како да го наречам, барем кај вас е на највисоко ниво. Да. Ние затоа и реков и не само медицинскиот и немедицинскиот персонал е вклучен во ова, што е и вклучно и важно за сите пациенти, не само за пациентите. Но останува ризикот дома. Останува ризикот дома кој што ние ги даваме препораките, но дома не може да ги следиме кој што прави. Секој одговара за своите постапки. За сега затоа сакам да ги пофалам сите до сега пациенти кои што биле кај нас на пластична хирургија, се и трпеливи, и умни, и не слушаат, и ги следат сите наши препораки. Значи, како што им е кажано, како што им е предложено, што дома да прават, ги следат, барем од тоа што го гледаме кога ќе дојдат на контроли. Што сум преблагодарна, прво како лекар и преблагодарна кон сите нив, што соработуваат со нас, пошто и тоа е тимска работа. Абсолютно. И они се веќе дел од тимот наш. Тоа е одлична информација. Сега морам да ве прашам, министерот за здравство Армен Таравари зборува за
флуктуација кај пациентите во смисол некои се наоѓаат во добра состојба, меѓутоа таа знае да се влоши, некои се во полоша, па знаат да се подобри, па да се врати и така натаму. Има за жал неколку се уште што се во критична состојба и па се подобрува, па не сме на чисто. Тие пациенти не се во делот за пластика? Значи, тие пациенти се надвор од Не, јасно ми е, меѓутоа не се со повреди кои што вие ги лекувате, туку се со повреди од друга природа. Мултидисциплинарни можам да кажам, ради тоа што тие се, да, со опекотини имаат, но тука може би се, тие се пациенти кои што беа доста потешки, што ги, да кажам, што ги регрутиравме, каде да одат во странство, да. Во странство, заради тоа што да имаат соодветна нега во центрите за опекотина, пошто друго е да бидат во обична соба, кај што ние можевме да ги сместиме сите. Но нема да ги задоволи потребите, но да. Тоа што треба да им дадеме соодветна нега, каква што треба на секој поединечно, тоа не можеше, еве да кажам, ни Европа да го направи, ради тоа што и максималните легала што се 50. И затоа тие се дисперзирани во земјите околу и некои веќе и низ Европа. Зборуваше докторот Клековски, извинете што ја прекинувам, дека тоа е така, меѓутоа мене не ми е јасно зошто е тоа така. Еве, зошто логично е просечен човек да помисли дека во секоја држава треба да има минимум 50 легла, а не знам во големите 500.000 за луѓе кои што би се нашле во ситуација таква. Значи, вакви незгоди како овие пожари, тие не се секојдневни. Тие не се, значи никој не може тие да ги планира. Ние ги имаме спорадични случаи така со опекотини. Сигурно некој доаѓа, да, меѓутоа доаѓаат, но тоа е 1-2 наеднаш, значи не се 135 колку што беа со опекотини. За спорадични случаи ние немаме проблем да се справиме со нив. Значи и ги решаваме, и трансплантација на кожа, све што треба, преврски се прават, значи све по протокол како што треба, пошто ние тој протокол кој што од Светската асоциација на изгоретини, која што го следиме, стандард кој што сите што работиме и со опекотините, не само пластична хирургија, него и 8 септември градската болница, значи тие се протоколи што сите ги следиме и на светско ниво се. Значи ние не може да измислиме нешто што е ново за лекување на тие изгоретини и друго што можам да кажам, како што рековте, зошто министерот вика. Така, тоа го кажува ради тоа што секој, како што реков, е индивидуа за себе. Некој имаме појак организам да може да се справи со многу потешки инфекции, некој е понежен што не може да се справи и со помали. Кај тие што се мислам, што може да кажаме флуктуираат, значи тука може би се и инхалаторните плюс промени кои што најголемиот дел ги има од повредените, пошто овие беа од на јаглер моноксид, од вдишувањето на јаглеродниот моноксид. И заради тоа може би е таа флуктуација која што значи како реагираат на сето тоа. За изгоретините, исто за опекотините што можам да кажам, дека тие не се толков голем процент за да може да дадат таква потешка, да кажам, клиничка слика. Јасно ми. Да им посакаме на сите навистина повредени да се вратат живи дома и не само потоа да следи еден најбрз можен процес на опоравување, да се вратат во нормала колку што е тоа возможно. Морам да ве прашам сега веќе од друг аспект. Кожата е еден орган, тоа еве го знаеме, колку е тешка таа трансплантација на кожа. Чисто лаички го прашувам ова. Затоа што ако е еден орган, логично ми е дека тој целиот мора да го прифати новото ткиво, мора да се соочи телото со него. Колку се тие комплицирани операции? Ние тие ги изведуваме и секојдневно, да кажем, ради тоа што рутински покриваме поголеми дефекти со трансплантација на кожа. Значи со автологна, односно собствената кожа. Кај повреди, опсежни големи повреди каде што е оштетена кожата. Значи ние ги покриваме со трансплантати или со резени или со одредени значи ние тоа го правиме секојдневно. Исто и опекотините одат со трансплантација, значи на кожа. Пошто таа е собствена кожа, нема некој голем, значи треба да е чиста раната, таа кај што
треба да се трансплантира кожата, за да таа најлесно ја прифати. И е многу добротворна таа операција, ради тоа што, да не кажам, 90-95% се прифаќа кожата, ради тоа што е сопствена и начинот на изведување е поедноставен. Сега, како полесно да го објаснам, за да може... Апсолутно, мене совршено не е јасно што зборувате. За да може народот да го разбере, дека сепак е рутинска операција, не е толку тешка или да кажеме дека е тоа нешто ново за нас, па сега нешто ново работиме. Значи, од првиот момент кога влегуваме како специјализанти на пластична хирургија, тоа е дел од едукацијата која што ја имаме. Кажете ми за нивото, морам да ве прашам. Го знам веќе одговорот, меѓутоа за јавноста. Ние бидејќи имаме навика самите себе да се спуштаме некако несвесно на пониско ниво од другите, колку е нашата клиника блиска до нивото кој што го имаат врвните светски клиники? Или еве европски? Можам да кажам, ние сме дури може и подобри у некои услови, ради тоа што некогаш и во невозможни услови ние правиме услови за да тоа да биде возможно. Ради тоа што кога ние сите, нашите едукации се на годишно ниво, сите одиме надвор, сите одиме по конгреси, по едукации, во одредени светски центри, сите доктори се едуцираме. Сепак таа е континуирана едукација која што... Тоа е норма некоја што си се подразбира, не тоа сите ние го следиме ради тоа што да бидеме во чекор и во тек со времето и со другите наши колеги кои што се, да кажам, во светот. Тоа значи, најпросто кажано, ако некој му треба операција, дали ќе ја прави во Скопје или ќе ја прави во Хамбург, напамет зборувам, или во Лион, исто е. Зависно од типот на операција. Значи, ние ги изведуваме скоро сите можни операции кои што ги изведуваат и другите клиники. Има некои кои што се посложени, кои што можеби во другите центри би се направило подобро и тогаш им сугерираме на не само на вакви вид на пациенти, него каков и да е типот на повреда. Значи, доколку ние сметаме дека ги немаме условите и техниката за да може таа операција да се изведе, тогаш, али тие се многу ретки, можам да кажам. Одлична информација. Вие сте клиника и за пластична и за реконструктивна хирургија. Сега влегуваме во една сосема поинаква тема, тоа значи дека вие правите и операции од естетска природа. И естетска хирургија, значи пластична, реконструктивна и естетска. Така, тоа значи дека народски кажано им разабувате нос на човек, не знам што тамо се прави, јагодици, не знам тело, силикони и така натаму. Тоа е исто така кај нас станато нешто рутинско и нормално. Еве јас навистина не знам, јас мислев дека тоа се уште човек што сака да се разубави мора да се разубави, како да го наречам тоа, мора да оди некаде и да плаќа многу сериозни пари за да добие квалитет. Меѓутоа не е така очигледно. Не е така, ние значи естетска хирургија на пластична на нашата клиника се работи повеќе од значи од секој пат се работела, од колку што знам, сега мислам од како што кога. Значи можеби повеќе од 15 години имаме и ценовник за естетска хирургија. Таа се плаќа приватно, претпоставувам. Така тоа нема зелен картон, нешто фонд. Нема, значи тоа е од естетска природа и затоа тоа се оди приватно. Цените се многу попристапачни за разлика од приватните клиники кои што се околу нас, а квалитетот е светски. Имате турканици? Има. Да, ова ми е важно прашање. Јас навистина се надевам нема да ми замери публиката што ги прашувам овие работи, бидејќи јас и натаму сум изненаден од тоа кога дознав дека навистина многу луѓе кај нас и не само жени, туку и мажи прибегнуваат кон таков вид на корекции без многу размислување и дека се подготвени народски кажано да се стават под нож. Мени јас вака дека сум исклучително убав почитувани гледачи, па немам потреба од такво нешто. Меѓутоа луѓето го прават тоа, едноставно без многу размислување, дека тоа веќе станато кај нас нешто како вообичаена работа. Па можам така да кажам дека секој кој што сака нешто да си поправи од себе или сака да изгледа помлад, си доаѓа на клиника
се даваат консултации, имаме каде што може да им се објасни све на пациентите првично, пошто поготово за естетската хирургија, ствари за секоја хирургија е потребна добра консултација со докторот, за да се даде и нашето мислење и да го слушнеме мислењето на самиот пациент. Пошто некои пациенти не значи дека тоа што они го посакуваат е најдоброто за нив. И затоа треба добра консултација, да се сослушаат пациентите, нивните барања, но треба да ги послушат и нашите совети, што би било најдобро за нив во тој момент. Сепак естетската е приватна, тие се здрави пациенти кои што доаѓаат кај нас и многу полесно е нивното заздравување. Значи тие се многу пократко време и во нашите клиники, значи многу кратко се задржуваат, а нивните резултати мислам се одлични. Психолошкиот момент ме интересира. Човек решава дека не знам има ваков нос и решава да го поправи. И имав таа несреќа во најдобро намерна смисла го кажувам ова, да видам една таква операција каде што на човекот му го менуваат носот, сега ми паѓа на памет, и тоа делува за мене стравично. Во смисол тоа што го прават, се не смеам да го кажам што му прават, меѓутоа е навистина страшно. Човек прифаќа одреден, можеби многу голем степен на болка, кој што, нели, не самата операција, тоа е под анестезија, меѓутоа понатаму промена на коски и така натаму за да изгледа подобро според неговите сваќања. Тој психолошки момент ме интересира. Вие сте доктор, вие тоа го правите за нив, меѓутоа веројатно разговарате со нив. Човек е подготвен, здрав човек да трпи голема болка, за сето тоа и да плати, можеби и посериозна сума за да добие одредена корекција која што ќе го задоволи естетски. Можеби ова не е прашање за вас, меѓутоа сепак психолошкиот момент е голем. Значи многу од кај нив после завршување на естетската корекција се пресрекни, да не кажам дека им се менува и целиот живот сосема поголема самодоверба и сето тоа. Самодовербата е првиот и првото кој што настапува кај тие пациенти и најголем дел се задоволни и добиваме слики назад како тоа све изгледа, како заздравува, како текот на опоравувањето оди. Секако и кај тие пациенти веднаш не може да кажам дека веднаш е видлива правата нивна слика. Значи треба време и за тоа, отоци, све кој што тоа треба исто опоравување, како што за секоја. Но мене ме фасцинира тоа што човек прифаќа да го направи тоа, ме разбирате? Здрав човек прифаќа дека 2 месеци ќе има отоци, ќе го боли, ќе му биде тешко. Значи сега тука ќе ве скратам малку. Добро, окей, нема проблем. Не го боли, ради тоа што он си зима аналгетици, му се дава аналгетици редовно. Има можеби налагодност, но болка како тешка болка. Нема. Немаат, ради тоа и за дури е таа болка акутна, да кажам, кога што ги следи, е многу мала, ради тоа што се цело време континуирано на аналгетици. И дома кога ги пуштаме, исто препораките се со аналгетици. Да може да си земаат и антибиотска терапија, аналгетска. Значи, за се има протокол на работа, како што реков, како што има за изгорениците, така и за естетските и за... И ги правите, речи се сите операции познати што се... Па не, да, најголемиот дел скоро све работиме од естетика кај нас. Значи човек може, ако сака, да дојде, ако има средства, да промени на себе, речи се што ќе му падне на памет. И све што е возможно. Што е возможно, се разбира сега. Па валја нема да бара некој да му се стави трета рака, ама мислам зборувам за нормални работи. Силикони, не знам сега ова е. Значи све тоа е возможно. Липосукција, силикони, фейслифт. Липосукција. Јас неодамна дознав што точно е липосукција. Добро, колку се опасни овие работи? Не знам, порано имаше јас колку што сум читал, става девојка силикони, потоа тие пукнале, експлодирале, како и да се вика, или предизвикале внатре во телото, ги одбива. Можни се тие работи? Можно е, значи секоја интервенција, да кажам, и секоја повреда може да предизвика компликации. Тука не може... Да се гарантира 100%. Значи никој не може да гарантира за ништо 100%. Ради тоа што сите, како исто реков, сме индивидуи, различно имаме дома, значи како следиме тоа што ни е кажано, и не е проблем како тие ќе изгледаат. Значи, секако ќе бидат многу подобри од тоа што било претходно, пошто сега веќе они доаѓаат и со слика.
Не Слика само- сакам вака да изгледам. Па тоа што може да се направи, да, сакам вакво носе, сакам вакви гради, сакам Тоа во Македонија се случи, ова мене вистина ме импресионира. Да. Не сум сигурен дали по добро или по лошо, ама ме импресионира дека кај нас луѓе велат, еве, ова е слика на немам појма на Анџелина Џоли, направите ме ваква. Добро, се не може до се толку, не може да, до не може толку, така. сепак и физиономијата, односно, Се разбира, викам, се и разбира. генетиката ќе ти Си го даде. прави своето, да. Си го прави своето, но најголемиот дел да се подобруваат доста со тие естетски корекции. А овие што се условно кажано полесни, не знам филери, не знам тоа веќе е уште по едноставна работа. Тоа се инекции така, не? Повеќе или помалку. Поедноставна, но сепак треба знаење за тие, ради тоа што филерите па може да направат друга компликација. И тука е дискутабилно, сега малце беше и појавно изразен, Да. кажано дека доаѓа козметичари, значи немедицински лица дека ставаат. И тоа сум го слушнал. Меѓутоа тоа претпоставуваме опасно веќе. Тоа е веќе опасно. Значи сепак Не може друго е козметичар доктор. да знае Анатомија. анатомија. Токме тоа ме е зборот. Анатомија, значи за свет, затоа ние се едуцираме докторите, затоа одиме на тие конгреси да слушнеме што е ново. Ова мене логично. Што све може да се направи. Кои се и позитивните, но и негативните страни од сите тие, да кажам, филери, неуротоксини кои што се ставаат и се употребуваат. Веќе е станато како комерција, дека сите ставаат. Има некои ниски цени ги ставаат. Па добро, логично е некој што не е професионалец да се обиде со пониска цена. Меѓутоа тука е ризикот. Мене некој да ми рече да му ставам филер, ќе го испратам веднаш, мислам како. Па еве нека сум и како се вика тоа козметичар. Логично е кога да се оди кај доктор. Не знам храбростот каде Да, ја има, тоа ми е искрена прашањето. да Што биде бидам. нека биде, па потоа кога ќе добиете патки на уста ќе се чудите од каде е тоа. Па после доаѓаат кај нас. Потоа Ние да ги доаѓаат кај вас. решаваме. Иако, добро, имате такви, се ова, влегов Компликации. малку во... Да, во- од друга тема. Да. Има. Компликации од козметичари има. Па Доаѓаат потоа на мора тоа пластична. сето да се реша. Тоа А добро, кога ќе дојде, еве, тотално излегуваме, меѓутоа, еве, ме интересира, верувам дека ги интересира гледачи. Доаѓа напамет девојка или момче и вели направите ми ја устата на некој кој што, така, го има прилично во устата, му велите, добро, тоа е твоја желба или му викате човече, ќе изгледаш како патка, не е добро. Јас не ги правам тие усти така да кажам дека пошто после кога ќе излезе таа девојка од кај мене, нема да ја праша дали она сакала таква уста, него кој ја правел Кој таа ја правил уста? Добро, одлично, да. И не би сакала некој да ме поврзи со таков вид на промени кај... Експерименти практично. А Така добро, рече. што е со мажите? Од каде излезе дека мажите толку сакаат да се естетски да се менуваат? Не дека они естетски се менуваат, едноставно го запираат старењето со одредени методи кои што се нудат. Го запираат старењето, интересна формулација. Да, го запираат старењето. Анти-ејджинг, уствари. Значи, да се намали, да се изгледот надворешен за тоа како и све понатаму изгледам. Да снема брчки, да Да така ги прилико снема тој брчките, правец. да се намалат брчките, напаѓањето на тонусот на лицето да не изгледа така, него да може тоа малце побавно да оди, да се... Сега, ако веќе навлезам во тоа, веќе сосема друга тема, како што рековме, не, но старењето почиња од горе надолу, на лицето се гледа. Аха. И тука е значи, масните перничиња кои што веќе изгледале кај помлади ги гледаме убави, со убаво изразени јагодици, кај повозрасните веќе тоа не се гледа. И сега за тоа да се да биде видливо или да се намали, тука се тие филери или со конци подигањето на кожата на лицето за да може тоа да биде помалку видливо. Да, добро, како да кажам, јас малку тука сум, не сум конзервативен, ги прифаќам тие работи, никој не ме ни прашал до душе, разбрав дека, нема да ми одговорите, дека и некои луѓе кои се прилично познати во јавноста без проблем влегуваат на такви работи. Мислам дека нема проблем. Ја не гледам проблем во тоа ради тоа што зошто да не изгледаме помладо ако имаме можност со многу мала корекција, да. Но генералната слика е, затоа ве прашувам, дека овие работи, кога човек е возрасен и кога човек е
психички стабилен и така натаму, може да се ги дозволи и нема да, најверојатно во огромен дел, нема да предизвикаат некакви лоши последици. Тоа ми е збор. Значи, не упетуваме луѓе одете, правите што мислите, ниту па не одете, туку дека тоа е во зависност од вашето сваќање за животот, одлука со која што може да се помине. Ако не дојдат на клиника, одат надвор од клиника или одат надвор од земјата, од државата, што сме добивали компликации кои што доаѓаат од надвор. Повторно истото. Повторно, да. Сепак, да кажам, и докторот е тој кој што, кога доаѓаат на консултација, е тој кој што ќе им каже што би било подобро за нив и што би изгледало добро за нив. Значи, сите тие естетски корици се над 18 годишна возраст. Значи, под 18 години не е дозволено кај нас. Не е дозволено кај нас. Некаде во странство мислам дека може, не? Не. Дека мора да си полнолетен за да може да имаш естетска корекција. Во странство не знам да кажам за некои други земји, но кај нас мора да се 18 години за што и да е естетска корекција. Од најмала, најминорна до и оперативна. Добро, бидејќи зборувавме за возрастни луѓе, кога мислиме возраст, мислиме на луѓе во повозрастни години, да не употребам некој термин, меѓутоа кај млади лица. Кај млади, значи, зголемување на усни е најголемиот тренд за кај младите. Зголемување на гради, поправка на грбката на нос, поправка на увциња, например. Да, и тоа има. Да. Поправката на увциња ја гледам како позитивна, пошто уште кај мали дечиња знаат понатаму да ги зезаат, да ги зафркаваат, дека се вака онака. И тука е тоа кога во помала возраст, со согласност на родители, единствена операција која што работиме под 18 години е поправката на клемпави ушиња, да. Добро. Јас мислам дека навистина добивме многу интересни информации. Она што е важно е дека, повторно се враќам, пациентите кои што се лекуваат и во странство и во Македонија, а поврзано со пластика, со пластична хирургија, се релативно добро и можеме да очекуваме уште подобри резултати. Овој вториот дел за естетиката, мене ми беше интересен, сакав да го дознам. Мислам дека на многумина им е интереси на тие што не знаат да дознаат малку повеќе, а тие што знаат можеби да додадат малку информации во своето портфолио. Па тие естетски процедури, некои од естетските процедури кои што ги користиме, што кажа, минимално инвазивни, значи би ги користеле и кај овие пациенти со изгоретини, заради подобрување на квалитетот на кожата. Али тоа е следниот чекор понатаму. Значи, после месец-два ќе видиме како што, значи се постапува и со тие естетски, минимално инвазивни естетски процедури. Што значи минимално инвазивни? Тој дел не ми јасно. Минимално инвазивни, значи без хируршка корекција. Значи тие се тие боцканици. Со боцкање. Така, најпросто објаснато. Со боцкање. Значи со боцкање, каде што да го спомнам PRP-то, тука се тие хиалуронските коктели кои што може да се стават, ја подобруваат квалитетот на кожата. Тие се како и скин бустери. PRP се зема од крвта на самиот пациент, се преработува, па се става во лицето на пациентите. Тоа може, исто е доста добро, исто и за лузни. За лузни? За лузни, значи за да се намали стварањето на лузни. И тоа би го употребила и кај овие пациенти, за да тие бидат на минимум. Значи, кога ќе дојде моментот и почињаме, ќе им ги понудиме и тие третмани на тие пациенти кои што ќе им бидат потребни. Уште едно прашање само за крај. Кај нас се прават операции за промена на пол? Па се прават. Има некои, да. Но не се целосни, ради тоа што делумно се работат кај нас на клиника, но другите се работат надвор од баш промена на пол, значи половите органи се работат надвор од државата. Премногу е комплицирано или кај нас нема таква потреба, како да кажеме? Толкава потреба нема за некој да... Зашто ова се радикални чекори, така? Да, тој веќе е радикално, но нема некој што е хирург кај нас доволно едуциран за промена на половите органи.
Еднаш као јас имав прилика да го гледам тоа, морам да ви кажам почитувани гледачи, можеби сум го зборувал тоа во една болница, морам да ви прикажам дека тоа изгледаше навистина чудно, еве нема да употребам друг збор. Доктор Јасминка Ѓоргиевска Павловска, ви благодарам за вечерашното гостување. Ви благодарам и вам. Се надевам дека нешто и слушнавме и нешто и научивме, малце ги помешав, малце и двете теми беа фатени, но убаво што ја фативме и естетиката тука, за да може да им се даде и кураж на овие пациенти, дека ние нудиме буквално све комплетно, значи ќе бидат згрижени и од болнички оддел, но и од естетски оддел, до заздравување целосно на нивните рани. Така да мислам дека се во добри раце и да не се сомневаат воопшто. Одлична реченици за крај. Да, почитувани гледачи, ова е крај на оваа работна недела на Заспи ако можеш. Навистина јас сум импресиониран од докторката и тоа што го зборуваше, верувам дека и вие исто така. Утре во 15 часот е репризното издание за оние што го пропуштиле ова вечер, а јас ви закажувам нова средба со мене и со нови гости во понеделник во 22:30. До тогаш пријатно.